Почитувани пратеници, почитувани министри, прашањето беше наменето кон дотичниот министер за правда Бојан Маричич, кој што е вториот човек после султанот Абдулхамид II, кој што го забранува со декрет името Македонија. Значи, прашањето се однесуваше на тоа по кои членови, да ми ги посочи, бидејќи тој е правник, се однесува оваа забрана на името. Тој ми одговори дека до сега, од кога е Преспанскиот договор влезен, иако е илегален, тие си го сметаат за влезен, има 37 барања, од нив 34 се одобрени, 3 се одбиени. Предпоставувам и преюдицирам дека додека била Десковска министер, бидејќи таа е професор по право и знае повеќе право од магистерот Маричич, Десковска ги удоволувала барањата, додека откога дошол Маричич, веројатно ги одбива барањата со едно ноншалантно застрашувачко образложение дека воедно вели термините Македонија во преведена или непреведена форма не смеат да се употребуваат во целокупната внатрешна и надворешна официјална комуникација од сите. Пазете, од сите, не од државни субјекти, туку од сите. Многу слично како што султанот Абдулхамид во својот султански декрет од 1903 година, ова е султанот против кој што нашите комити и војводи креваа востание во 1903 година, вели дека од сега па натаму во представките и соопштенијата поврзани со работите на царските вилајати во Румелија категорично се забранува терминот Македонија како локално име. И врз основа на овој султански декрет, цензорот во Истанбул пишува во еден американски весник, во Библијата, во посланијата на апостол Павле, вели наместо Македонија ќе стои вилаетите Солун и Манастир. До таму оди оваа налудничава политика на овој наш министер. И кога му побарав да ми посочи, тој ме упати на Преспански договор. И го отворив, како секој нормален правник, овој Преспански договор, да видам каде тој го забранува употребата на терминот Македонија од приватни субјекти, никаде не го забранува. Значи, членот 1, став 3, вели дека другите употреби на придавката, вклучувајќи ги оние што се однесуваат на приватни субјекти кои не се поврзани со државни јавни субјекти и не се опфатени со закон, немаат финансиска поддршка од државата за активности во странство, можат да го употребуваат согласно член 7. Во ставот 7 на член 1 се вели дека ќе престанат да го користат термините Македонија, Република Македонија, ПЈРМ и слично, меѓутоа во секој официјален контекст, а не од сите, како што си го толкува арбитрарно министерот Маричич. И во членот 7, за кој што во јавноста се зборува дека го пишувала познатата Колозова, вели термините Македонија и македонски можат да се употребуваат во различен историски контекст и културно наследство. И ништо од овој договор не е наменето да ја омаловажи или на било кој начин да ја измени и да влие во употребата од страна на граѓаните. Од тука, господине Маричич, терминот Македонија е долга и широка работа и затоа не го чепкате. Не сум задоволен и немам дополнително.